Министерката за образование и наука Мила Царовска е наимотна во актуелниот состав на владата. Таа пријавила долга листа на имот во вкупна вредност од 2.683.000 евра. За разлика од 2019 година, имотот пријавен од Царовска е поголем за 1.092.000 евра. Во 2016 година пак, како министер за социјални работи, пријавила имот во вредност од само 212.000 евра. Големата разлика се состои во подоцнежното пријавување на поголемиот имот на родителите, како и купување на градежни земјишта. Втор и трет на листата на најбогати министри се министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за животна средина Насер Нуредини, кои пријавиле дека поседуваат по 1.900.000 евра имот. Останатите министри се уште не го заработиле првиот милион. На четврто место е министерот за финансии Фатмир Бесими, кој пријавил имот во вредност од околу 900.000 евра. На пето место е вице-премиерот Никола Димитров со 770.000 евра, а министерот за здравство Венко Филипче со 690.000 евра е на шесто место. Премиерот Зоран Заев пријавил имот во вкупна вредност од околу 676.000 евра. Во споредба со 2016 година, кога за првпат седна на премиерската фотелја, сега е пократок за 54.000 евра. Додека беше градоначалник на Струмица, неговиот пријавен имот изнесуваше дури 750.000 евра. Седми на листата на имотни владини функционери е министерот за земјоделство Ајран Хоџа со имот од 630.000 евра. Осма е министерката за одбрана Радмила Шекеринска со 420.000 евра. Девети е министерот за информатичко општество Јетон Шакири со 419.000 евра, додека 10 е вице-премиерот Фатмир Битихи со 410.000 евра. Во вториот дел од листата се министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со 298.000 евра, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски со 243.000 евра, министерот за надворешни работи Бујар Османи со 187.000 евра, министерот за локална самоуправа Горан Милевски со 161.000 евра, вице-премиерот Артан Груби со 143.000 евра, министерката за труд и социјала Јагода Шавпаска со 137.000 евра и министерот за правда Бојан Маричич со 133.000 евра. На крајот на листата е вице-премиерот Љупчо Николовски со само 102.000 евра пријавен имот. Целата влада тежи околу 13 милиони евра. Еден министер на ДУИ во просек поседува имот вреден околу 900.000 евра, додека тие на СДСМ 600.000 евра. Според официјално пријавениот имот, повеќе функционери го зголемиле нивното салдо со текот на годините. Има и од оние кои пријавиле дека се посиромашни од тоа што биле пред да стапат на функција. Но сите имотни состојби не се докрај јасни и комплетни. Некаде не е наведена вредноста, некаде потеклото на имот, а има случаи на доцно пријавување на состојбата. Државната комисија за спречување на корупцијата вели дека не можат во целост да ги следат промените заради недостаток на технички и човечки потенцијал. Ние како комисија се уште за жал работиме со стар софтвер и не сме во состојба да видиме колку од нив доставиле, пријавиле промена на имотната состојба или судирот на интереси. Ова е стварно голем проблем за комисијата, бидејќи тука станува збор за голем број на избрани именувани лица, било да е од централна власт, било да е собрание, било да е на локално ниво. Значи, ние не можеме да следиме колку лица доставиле промени на својата имотна состојба, дали се зголемила или се намалила. Па соодветно на тоа да покренеме постапки. Првата верзија на Законот за спречување на корупцијата беше донесен во 2005 година. Од тогаш е формирана Државната комисија за спречување на корупција, која е надлежна да го следи имотот на политички експонираните личности. Тоа се сите избрани или именувани функционери кои располагаат со државен капитал, мок или јавни добра. Последните измени на законот им овозможија на членовите на ДКСК да имаат пристап до повеќе бази на податоци, со што се зголеми нивната моќ. Сепак, заради технички причини и поскоро 3 години, нивниот пристап е ограничен. Значи, се уште оди она хартиена преписка, добиваме податоци од институциите каде што бараме пред се МВР, Агенција за катастар, Комисија за харти од вредност, Централен регистар, Управа за јавни приходи, значи секаде онаму каде што сметаме дека
е потребно да доставиме барање за податоци. Институциите соработуваат, значи непречено ни доставуваат податоци, меѓутоа велам тоа е многу бавен и тежок процес. Јавните и избраните функционери законски се обврзани да го пријавуваат нивниот имот во рок од 30 дена по преземање на функцијата. Исто така треба да ги рапортираат измените, но колку се искрени при пополнување на имотните листови. Директорот на финансиската полиција Арафат Муареми вели дека не сите функционери пријавуваат се што имаат. Ова го имаат откриено при проверка на имотната состојба на неколку носители на јавни и државни функции. Сме известиле јавен обвинител, мислам за двајца. Сомнително е делот кај што целосно платата не се допира. Например, цела година или 2 години до кога е во функција, платата не се троши. А од друга страна пак гледаме дека имаме зголемување на одреден имот, кој што се кажува дека од дедот, некои парични средства кои што ги чувал дедото, бабата и така натаму. Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека системот за следење на имотната состојба на функционерите е нетранспарентен и комплициран, што покажува дека нема некаква голема волја да се прикаже состојбата со имотот. Ние како и се во држава правиме се да биде покомплицирано отколку што треба да биде. Например, прво беше борбата да се тоа стави во закон, да биде законска обврска да се пријави имотот. Па потоа беше прашање како ќе се објавуваат, па не беа јавно достапни, тие ги доставувале, никој не можеше да ги види. Па потоа кога почна да се издействува да се објавуваат јавно, се објавуваат во сканирана форма која е тешко да се прегледува. Па и мислам дека ден денес не е тоа направено да е електронски достапно со брзо пребарување, веднаш да се најдат таквите ситуации, туку треба да ги поминете сите, па да споредувате рачно, па што е ѓаволска работа плюс, нели? Наместо тоа да биде на клик на едно копче достапно. Има функционери кои ја прикриваат вистинската и реална имотна состојба. Во Законот за спречување на корупција постои така наречена дупка со која лесно може да се заскрие дополнително стекнат имот. Во членот 96 се наведува дека доколку функционерот сака да скрие имот, префрлајќи го на член на семејство, ќе биде покрената постапка. Но во дефиницијата како член на семејство се сметаат само оние кои живеат во истиот стан со функционерот. Платформата ПЕП често откривала вакви случаи, а дали финансиската полиција има покрената постапка против некој функционер? Сме имале, да. Не можеме да кажеме. За одредени некои функционери кои што веќе се поднесени кривични пријави од наша страна, се направени финански истраги. Во делот на утврдување на финанската истрага дали има незаконито стекнат имот, зголемен стекнат имот, тоа не сме утврдиле таква одговорност, меѓутоа за целата финанска истрага е известен јавниот обвинител кој што понатаму може да попара дополнителни некои проверки. Во делот на законодавната власт сме правеле некои финански истраги, нели? За претhodната и за ова година веќе се во тек тие, но бидејќи во фаза на предистрага не смееме да, не е дозволено да се кажат дополнителни некои податоци, меѓутоа се прават некои финански истраги. Голем дел од функционерите, имотот кој што мислиме дека е стегнат на незаконит начин, го немат на нивно име. Примањата на министрите се околу 65.000 денари нето, додека на премиерот околу 80.000 денари. Пратениците пак како основна нето плата добиваат по 61.000 денари. Но со учество на комисии или председавање со истите, нивните нето примања може да достигнат и до 100.000 денари. Со овие примања кои се надпросечните, функционерите можат во текот на својот министерски или пратенички мандат да си дозволат да си купат барем еден стан, дури и на кредит. Има многу функционери кои на своје име не поседуваат ништо, а целиот имот кој го пријавуваат се води на имот на нивните родители, сопруги или сопрузи или пак деца. Ако збориме за парични средства кои што се чувале од претhodно дедо или баба, тие биле на некој друга валута, кој што понатаму за да се конвертира на нови валути треба да има потврда од менувачница, кој што и тоа не може да го тогажат после, нели, дека ги конвертирале парите, збориме од пред 30 години. Така? Или па, значи, има начини на утврдување на факти. Меѓутоа, нашето е само да ги собираме, да ги прибираме тие информации, да докажеме дека на вистина ние мислиме дека тука има зголемување или па
документите или доказите кои што ги приложи странката, нели, што е под истрага, не се веродостојни и го известиме јавниот обвинител, кој што понатаму, нели, кажуваме дека ќе цене. Дали ќе отвори истрага или па ќе вика добро, ама мислиме дека немаме доволно материјален доказ за да почнеме втората фаза на истрагата. Првиот човек на финансиската полиција, Муареми, вели дека минатата година имало зголемување на злоупотребата на службената положба и овластување. Претhodната година имаме зголемување на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, кое што поголемиот дел од тоа кривично дело го вршат државните функционери. Исто така имаме и данъчно затојување или за приватниот сектор, но имаме и измами, имаме и фалсификување исправи, имаме злоупотреби на ЕУ фондовите и така натаму. Кон крајот на месец октомври, Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја разреши директорката Лидија Димова. Одлуката дојде откако јавното обвинителство отвори истрага против неа и уште неколку лица по поднесена кривична пријава од финансиската полиција за злоупотреба, измама и штета од над 400.000 евра европски пари. Ние утврдивме дека таму навистина има злоупотреба на службена положба и овластување како едно дело, второто е злоупотреба на ЕУ фондовите, бидејќи управата за финансиска полиција е надлежен да гони, нели, по службен пат е злоупотреба на ЕУ фондовите. И некој вид ние сме орган кој што е врзан со ОЛАФ. И во овој дел ние утврдивме неколку незаконити действија од страна на директорката и некои други службени лица во таа агенција. На тој предмет се работеше со јавен обвинител од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кај што се убедивме и ние, меѓутоа и обвинителството, дека тука има елементи и може да се гони по службен пат, и во овој дел јавното обвинителство мислам дека веќе е при крај со таа истрага за да утврди понатаму да покрене и обвинени. Муареми не открива дали кај Димова е утврдено зголемување на имотот, но вели дека се уште не е завршена финансиската истрага за овој случај. Што ќе се случи ако се утврди злоупотреба на европски пари од страна на агенцијата? Самата Европска унија ги бара, мислам дека средствата назад, кои што се злоупотребени. Ние како институција не ги бараме, меѓутоа тоа директно го барат Европска унија до владата на Република Северна Македонија, за да се вратат тие злоупотребени средства. Јавното обвинителство е клучната алка во целиот синџир на институции вклучени во борбата со корупцијата. Според Законот за кривична постапка, обвинителот е обврзан во текот на постапката да обезбедува докази и пред судот да ги предлага. Тој треба да биде фокусиран како во поглед на кривичната одговорност на сторителот на кривичното дело, за да ја докаже неговата вина, така и да обезбеди докази кои што го укажуваат на противправно стекнатата имотна корист. Дали обвинителството има капацитет да ги обавува овие надлежности? Сашо Рајчев, обвинител од основното јавно обвинителство Скопје, вели дека голем број на обвинителски места се непополнети, а обвинителството располага со само 2 возила, од кои едното е за доставена документација, а другото го користат обвинителите. Недостигаат и истражители кои почнале да ги комплетираат за прв пат годинава. За жал, капацитетите се поразувачки. За да обвинителот паралелно со обезбедувањето на доказите за кривичната одговорност на сторителот обезбедува и докази за противправната имотна корист, треба да има тим околу себе. Значи, тој тим паралелно во кривичната постапка со обезбедувањето на доказите за кривичната постапка треба да работи на доказите за противправно стекнатата имотна корист и тие докази стекнати на законит начин да ги презентира пред судот. Тука, значи, потребно да се зајакнат капацитетите на обвинителството во смисла на јаки истражителски тимови, кои што ќе ги обезбедуваат на дневна основа овие докази. Рајчев вели дека ресурсите на обвинителството се на ниско ниво, а институцијата не е електронски поврзана со ниту една друга институција, овластена да го следи движењето на парите. За жал, се уште не сме електронски поврзани со ниту една институција, ниту со институциите овластени по закон да го следат движењето на парите и другата имотна состојба на граѓаните, како например Агенцијата за катастар на недвижности, каде што се запишува собственоста на секој недвижен имот.
Понатаму со МВР каде што се евидентира собственоста на возилата. Понатаму ви кажав со управата за финансиско разузнавање каде што го следи движењето на парите во целата држава, како приливите на физички правни лица со средства од Македонија, така и со средства од странство. Понатаму не сме поврзани ниту со управата за финансиска полиција. Значи, недостасува системско зајакнување на капацитетите на обвинителството и поврзаност со другите институции. Значи, сега одиме со писмена комуникација. Значи, сега одиме со писмени барања, писмени наредби до овие институции и ги чекаме нивните анализи, извештаи, докази да ни бидат доставени и врз основа на тие докази да ние постапуваме пред судовите.